На сите ни е добро позната мислата дека по утрото денот се познава и токму затоа секое утро треба да ни започнува со убава македонска музика. А јас денес утринското кафе го пијам со една убава, весела, неуморна музичка тајфа. Александар, Владимир, Сара и Живко се утринава заедно со мене за да ги дознаеме нивните утрински ритуали, но и некои интересни информации околу нивната најнова песна и ексклузивното видеоиздание кое што го снима ова лето за неа. Добро утро, Ирена. Ти благодарам за поканата во вашата телевизија. Воедно ги поздравувам гледачите што не гледаат ова утро. Па ние тајфата генерално првото утринско кафе го почнуваме со водичка, со убава пријатна музика, така опуштено за да ни почне денот со убава пријатна музичка, како и нас. Па, како што спомена нашиот колега Александар, значи, ние сме луѓе што можда некогаш подоцна се разбудуваме со оглед на нашите врски што ги имаме. Мојот утрински ритуал е, значи, станување, сакам квалитетно кафе, одбрано и проследено со добра музика, така да релакс период пола сат, па за да почне денот стандардно. Интересно ќе звучи, но е вистинито мене утрото ми почнува дури на пладне. Со оглед на тоа што подоцна остануваме на работа, често знам да поспием затоа што сонот е многу битен, посебно за младите, но исто и за постарите. Утрото ми почнува така што го пием првото утринско кафе, некогаш сама, некогаш со колегите, ги вршам обврските во однос на факултетот и работните обврски и често знам да го прошетам моето куќе или пак да вежбам. Најпрвин да те поздравам, да ти се заблагодарам во име на целиот бенд за вашата покана, да ги поздравам и гледачите. Секако утрото мора да почне со кафе, затоа што касно легнуваме, обврските се околу свирките, околу забавите. Тајфата е присутна скоро на секаков вид на забава и ни треба малку време да се одмориме, меѓутоа со првото кафе веќе се уклучува моторот и почнуваме да функционираме нормално. Секако после кафето правам овошни сокови или нешто слично и првата гимнастика, првата утринска гимнастика се прави. Се обидуваме да бидеме нонстоп во форма, нели, да работиме, секако изгледот и формата е многу клучен фактор за нашата работа. Секогаш треба да бидеме спремни, физички активни и нормално да издржиме физички, затоа што некогаш самите настапи се знаат да бидат исцрпни многу. Ова лето неуморно работевте, снимивте еден навистина преубав спот на повеќе дестинации. Ајде да ни раскажеш, Александар, некои интересни моменти од тоа снимање по тие убави плажи и прекрасни амбиенти што ги има во спот. Така, Ирена, ова беше долго топло лето за нас, работно. Последната номера која што извадивме е Бумеранг, за која и снимивме спот. Прекрасен спот, реакциите се прекрасни, самиот спот беше снимен на многу локации. Ги искористивме скоро целиот летен период да го снимиме прекрасни делови. Секој делче се и не опишува наш самите како индивидуа. Така еден дел беше снимено на Крит, беше во Бодрум, на прекрасниот Охрид, Преспа и секој со своите убавини тоа го вклопивме во едно парче. И самата композиција се вика Бумеранг. На самите тие снимења, знаеш, секогаш има прекрасни дружења, пред све дружењето, забавата, бидејќи со снимањето на самиот спот работеше огромна екипа која што неуморно не поддржуваше во самиот овој проект. Нормално, дружењето со тајфата е на прво место. После тие напорни снимања, седнувања, по една ракија може да се напие, по една салата, анекдоти, приказни, сето она што нели не спојува и не прави тајфата. Мора да споменам со оглед на тоа што имавме долго лето исполнето со многу ангажмани и свирки.
Тајфата работеше студиозно и напорено со нов спот, нова песна. Се потрудивме да максимумот да го дадеме во нашата нова песна. Како што спомна Александар, се снимаше на повеќе локации и тука и во Македонија, во Грција, во Турција. Така да се потрудивме да направиме еден колаж од одбрани места за да доличност и компактибилно со музиката да биде склопен. Лесно ли одеше снимањето? Имаше ли грешки, враќање? Па, мора да споменам, тоа беше една авантура наша. Имаше некои места каде што требаше баш и пешки да се оди, да се стигне до тие плажи што се едни од најатрактивните, може да кажеме, во светот. Така да беше едно големо искуство за нас, но сепак кога ќе ги гледаме сега местата и резултатот кој го постигнавме во спотот, така да е супер. Како бумеранг, ние двајца сме, пак се враќаме еден кај друг. Само љуби ме и не оставај ме, ние сме родени еден за друг. Да ни кажеш за твоите впечатоци од снимањето на спотот, каде што имаш улога и на прекрасен модел, значи не само што си измоден вокал, туку ете, одлично се снаѓаш и во улога на манекенка. Како се забавуваше, како го доживеа снимањето? Пред се ти благодарам за прекрасните комплименти. Овој спот беше многу интересен за снимање, како што и за гледање. Ја би сакала да кажам како изгледаше припремањето на самата песна, пошто колегите објаснија како беше спотот. Песната се спремаше долго време. Нашите авторски песни во Глобала ги спремаме по 3 до 4 месеци, некогаш и повеќе. За текстот е задолжен Игор Кузмановски, а за аранжманот и музиката Владимир Богески, нашиот колега, и Рубин Димковски. Снимањето на спотот беше едно прекрасно искуство кое што долго ќе остане во моите сеќавања, затоа што многу е интересно, но истовремено и тешко кога се снима на отворено, во однос тоа што снимавме и на езеро и на посебни плажи. И ете така, убаво испадна сето тоа. Добрата физичка кондиција е неопходна за да се реализираат сите планирани обврски. Меѓу другото, ете, слушнавме дека и снимањето на спотот подразбирало и барало една физичка подготвеност за да се стапне на сите тие убави екзотични плажи, да се снимат тие кадри. Ајде да ни откриеш, Владимир, некои моменти кои што можеби не се гледаат сега кога е веќе спакуван и готов видеозаписот, тако и што вие сте ги доживеале за време на снимањето? Песната Бумеранг и самиот проект за нас беше нешто ново, односно не во наш стил тајфата, сакаме да го прошириме нели спектарот на подобра продукција, подобри кадри, надвор да излеземе секако и ги искористиме тие прекрасни плажи. Доста беше интересно, можам да кажам, најмногу екипата страдаше, техничката екипа околу нас, што беше затоа што мораа да носат многу опрема, имаше плажи каде што не беа достапни нели со кола, па се случуваше и да пешачиме по 40 на минути, малку им беше напорно, али ете ќе му се извинам во име на цел бенд и мислам дека заслужено сето тоа го оправдавме со тој добар проект. Секако снимањето на таквите плажи остави еден нов печат, да речем и како стандард во снимањето на македонските продукции. Би требало ова да биде како еден репер за се подобри и подобри спотови да се снимат и подобри продукции, па да се изравниме нели со европските и со светските стандарди, а не она класично клише нели снимање спот во затворено и така. Веднаш штом го објавивте видеозаписот на YouTube, предизвика голем интерес и има многу посети од првиот ден кога беше објавен до сега. Самите кадри, самиот спот допринесоа нели за да се гледа тој спот. Реакциите се одлични, критиките се добре дојдени, имавме и позитивни критики, имавме и негативни. Нормално горди сме и на едните и на другите. Нели позитивните критики уште повеќе не бодрат, а лошите критики нели
за да се подобриме уште повеќе и тоа ни одговара. Секако Бумеранг е еден проект што остави и голем печат, остави и голема гледаност и се надеваме дека следните проекти ќе бидат уште подобри. Ajde, dušo so mene